Добро почитувани, и тоа го дочекавме. Кочо Анѓушев, како министар, да каже дека Министерството за финансии лаже и шири лажни вести. Само за Кочо Анѓушев и за Зоран Заев до него, информациите од финансии за катастрофалното ниво од 20% реализирани капитални проекти се лажни вести. Ете, тоа го слушнавме вчера. Почитувани, далеку е работата од смешна. Заев, Анѓушев и сиот економски октопод во владата од предвидените со буџет 422 милиони евра за добробит, за инфраструктура за граѓаните, потрошија само за половина година и употребија само 86 милиони евра. Тоа е само 1/5 од парите за годинава. И тоа се официјалните податоци од Министерството за финансии. Министерството кое е насилно присвоено од Зоран Заев. И сега убедуваат дека до крајот на годината ќе потрошат дури 336 милиони евра. Може, но каде и зашто? Оние што не се способни за 6 месеци да инвестираат ни 100 од над 400 милиони евра, сега за 6 месеци ќе потрошеле 336 милиони. Ете, тоа треба да се случи за да се постигне оној просек за кој што збори Кочо Анѓушев. Но тие пари да не завршат на криминални иновации, наместени тендери, луксузни автомобили или кожни гарнитури за седење, или пак на платите за вработените им роднини. Почитувани, не постои ниту еден аргумент зошто во Македонија нема капитални инвестиции. Овој 500 евра просечна плата тим, овој 600 километри автопат состав, овој економска година систем го повторува фијаското од лани, кога за половина година беа реализирани неполни 17%. Годинава постигнаа втор најлош резултат последната деценија. Првиот квартал заврши со едва 6%, лани кон крајот на годината исто велеа дека еве само што не тргнала економијата, растот ќе се реализира, биле откочени клучните проекти, дека интензивно ќе се работи. И падна клучната реченица. Следната година се мисли на оваа ќе биде година на економијата, економскиот раст и подобар живот за граѓаните. Еве, се уверивме преку реализација на капиталните инвестиции. Реалноста и бројките велат, економијата тоне, власта не реализира нови инфраструктурни проекти, нема изградба на нови болници, средни и основни училишта, градинки, игралишта, спортски сали. Аболицираниот Заев ја сопре изградбата на клинички центар во Скопје, ни трага нема од 600 километри автопат, освен што оној сам се отвори, нели? Нема 550 километри магистрални или пак 1000 километри локални патишта. Почитувани, доста е со лагите од октоподот предводен од Заев. Ова е трета година, трет буџет на СДСМ, трет економски колапс според трето тонење на капиталните инвестиции. Нема оправдување, само голи факти. Нема економија без капитални инвестиции, нема економија без правда, нема економија со рекетиран бизнис, нема економија со аболицирани криминалци. Нема економија со Заев, со Анѓушев, со Руско царска, нема економија со рекети и платеници. На Македонија е потребна коренита обнова, за да може да исплива од канџите на сиромаштијата со СДСМ. Ви благодарам.